Комисија за стручен надзор да утврдува дали имало пропусти во лекувањето на новороденчето кое починало на ГАК на 1 октомври годинава, препорача Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој изврши вонреден надзор на клиниката. Нивниот надзор не утврдил недостатоци во водење на медицинската документација. Бебето според документацијата која добил инспекторатот било 2 пати реинтубирано, но не и на денот кога починало. Поради тешката состојба пристапено кон кардиопулмонална реанимација, даван е адреналин во 3 наврати, но без успех и настанат е екзитус леталис во 19 часот на 1.10.2025 година. Креирано е барање за обдукција до Институт за патологија, Медицински факултет УКИМ Скопје, но до денот на инспекцијскиот надзор не е изготвен извештај. На прашање дали тој ден имало реинтубација која траела 20 минути, директорот одговори дека согласно законите и нивната надлежност вршат надзор на медицинската документација и постапката и третманот на пациентот. Ние како државен санитарен и здравствен инспекторат ќе поднесеме иницијатива до Министерот за здравство да формира комисија за стручен надзор која што треба да утврди дали имало пропусти во третманот и лекувањето на починатото дете. Лазов смета дека директорката на ГАК постапила правилно со иницирање на комисија за следење и унапредување на квалитетот на здравствена заштита, а заедно со дисциплинска комисија треба да утврди дали имало недостатоци во лекувањето. Неговите родители најавија дека ќе поднесат кривична пријава. Скопското обвинителство соопшти дека ќе ги истражува причините за смртта на новороденчето. Од ГАК реагира дека обдукцијскиот наод е единствен и конечен во проценката дали или не постоела грешка при лекувањето.